Добро вечер, започнува второто издание на Дневникот на Канал Плюс. Иве дел од настаните кои го одбележаа денешниот ден. За една година во Пробиштип треба да проработи леарница за железо и алуминиум на компанијата Cranfield Foundry. За почеток ќе бидат вработени околу 300 лица. Измените на законот за прекршоци и намалувањето на казните на предпријатијата беа тема на состанокот на штипските пратеници од ВМРО ДПМН и стопанствениците од регионот. Екстремно високите температури, периодов и долготрајната суша го уништуваат родот на полињата на истокот. Во оваа фаза варнежите само може да ги ублажат загубите. Компанијата Cranfield Foundry ќе инвестира во Пробиштип. Вчера беше подпишан договорот со кој оваа современа леарница на железо и алуминиум ќе вложи 15 милиони евра и ќе вработи околу 300 лица. Нема место за загриженост на граѓаните на Пробиштип дека овој индустријски капацитет ќе загадува животната средина, вели градоначалникот Тони Тоневски. Компанијата Cranfield Foundry инвестира во Пробиштип, каде ќе гради најсовремена високо автоматизирана еколошка леарница за производство на делови за автомобилската индустрија. Нема простор за загриженост на пробиштипјани дека овој капацитет ќе ја загадува околината, бидејќи ќе бидат запазени сите заштитни мерки, вели градоначалникот на Пробиштип Тони Тоневски. Како градоначалник нема да дозволам никаква инвестиција, ниту било какво вработување кое што ќе биде на штета на здравието на жителите на општина Пробиштип. Во повеќе разговори со инвеститорите и нивните проектанти, како и во консултации со сите релевантни и стручни лица во нашата држава, констатиравме дека нема да има никакво штетно влијание на производството од фабриката врз животната средина и затоа донесовме одлука да ја прифатиме оваа инвестиција. Студијата која што е изработена и доставена од страна на Рударско-геолошкиот факултет во Штип и од страна на најрелевантната институција за влијание на овие индустријски капацитети од ваков тип врз животната средина покажува дека нема никакво штетно влијание врз здравието на луѓето. Во компанијата ќе се вработат најголем дел на профили со кои општина Пробиштип располага. Овде се работи пред се за техничките струки. Значи, од страна на инвеститорите сум информиран дека во почетната фаза ќе се вработат 150 лица, од кои што 50 ќе бидат со високо образование, се мисли на најголем дел на инженерски кадар, машински инженери, металурзи, технолози, електроинженери и сите други технички струки. Меѓутоа, исто така ќе се вработуваат и економисти и правници, така што ќе бидат опфатени поголем дел од квалификуваните кадри кои што ги имаме на располагање во нашата општина и се надевам дека дел од младите луѓе кои што моментално се на некое работно место во околните општини или во Скопје ќе имаат можност да се вратат и да продолжат да работат во нашата општина. Оваа инвестиција од големо значење не само за Пробиштип, туку и за целиот источен регион и ќе значи раздвижување на целата и локалната и регионална економија. Убаво е да се вработат млади, нека работат. Да не излават надвор од државата. Се што се отвори убаво е. Млади ка се вработат повеќе. Туку мало градче. И оваа странска инвестиција е дел од владината кампања и е резултат на повеќе месечните напори и на владата и на претениците. Ова инвестиција ја најавивме пред 1 месец. Примарното производство на компанијата ќе биде наменето за монтажната и железничката индустрија. Со тоа Македонија уште повеќе го зајакнува својот имидж како земја со автомобилска индустрија. Ова се почетни 280 директни вработувања, меѓутоа ќе има еден огромен број и на индиректни вработувања на компании кои што ќе работат за оваа фабрика, така да бројката е повисока од тоа што е најавено како 280 вработени и самите инвеститори најавуваат дека ова е само прва фаза. Некаде околу втората половина на септември ќе биде поставен камен темелникот за изградба на фабриката, а во текот на наредната година ќе излезат и првите производи. На почетокот ќе се преработува околу 25.000 тони материјал годишно.
Вкупната инвестиција се проценува на 15 милиони евра, а доста важно за Македонија е отворање на 300 нови работни места во Провиштип и околината, истакна премиерот Груевски. Пратениците на ВМРО ДПМН од Штип вчера има работна средба со бизнис заедницата од регионот. Тема на состанокот беа измените на законите за прекршочна, парична и општа управна постапка, посебно во делот за намалување на казните за стопанските субјекти. Целта на овие законски измени е создавање поволна клима за стопанисување на предпријатијата и зголемување на нивната конкурентност. Во текот на минатата недела македонските пратеници ги изгласаа измените на неколку постоечки закони, како што се Законот за прекршоци, за парнична постапка и Законот за општа управна постапка. Бидејќи Законот за прекршоци предизвика најголемо одобрување од бизнис заедницата, измените во овој закон беа тема на синокешната средба на пратениците од Штип Никола Мицевски и Трајче Димков со собствениците на мали и средни предпријатија. Најинтересен од сите овие закони е Законот за прекршоци, кој што поведува едно нивелирање на санкциите, намалувањето на самите санкции за едно минимум од 1 до 7 пати, значи намалување, што значи ќе имаме нивелирање на санкциите по одредени критериуми. Ова е една од значи предизборните ветувања на ВМРО ДПМН. Морам да појаснам за гледачите дека Истото беше потегнато уште минатата година, веднаш по завршување на изборите, меѓутоа поради тоа што се бараше двотретинско мнозинство, законот чекаше да се создадат услови за да собранието може двотретински да ги донесе овие закони, имајќи во предвид дека опозицијата веќе не е во парламентот. Синокешната средба беше одржана со цел да се слушне мислењето на собствениците на мали и средни предпријатија. Идејата наша всушност е да го презентираме, да го кажеме, меѓутоа да ги слушнеме уште еднаш какви се очекувањето од овој закон и доколку има потреба еве да коригираме уште нешто, бидејќи на тој начин работиме. Вие знаете ние дека секојдневно се среќаваме со граѓаните и ќе се потрудиме и овој пат да ги слушнеме. Верувам дека ќе имат некои забелешки кои ќе пренесеме во централата со надеж дека ќе се подобрат овие услови за развој на стопанството во Штип и во Македонија. Со оглед на тоа дека има измени и во останатите закони, фирмите ќе работат послободно и без притисок. Знаете дека данъчното ослободување, пензиското ослободување, новите вработувања, значи начинот на вработување кај што се ослободуваат одредени целни групи и други сет на можности за формирање регистрација на фирми ги го леснуваат можноста на стопанствениците за подобар нивни развој. Изедначеноста на високите казни како за големите, така и за малите фирми беше причина за стопанствениците на малите предпријатија да реагираат до владата, користејќи ги соодветните институции како Стопанската комора и Економскиот совет. Владата уште еднаш докажа дека има слух за посебно за малите и средни предпријатија, за малиот бизнис и практично ги има драстично намалено казните и до 90% има намалување на казните согласно големината на фирмата. Сега слушаме од претенците дека фирми кои се до 9 вработени само максимум може да имат 5 до 10% висина на казната од досегашните пропишени, што да кажеме е големо олеснување за да има кондиција, да имаме повеќе запуштување, поголем профит и да бидеме по-конкурентни на пазарот. Измените во Законот за прекршоци значително ќе ја промени бизнис климата во државата, додаваат од приватниот сектор. Законот има позитивно влијание поготово за фирми како што е мојата, со помалку вработени, со помал приход, бидејќи казните беа незамисливо израмнети со фирми со 300 вработени, со фирми со 10 луѓе вработени. Една казна, да речеме, од 11.000 евра беше и за мојата фирма со 5 вработени и за фирма од 300 вработени. Притисокот стана беше голем со застрашувачки енормно високи казни, ние фактички работевме под притисок. Трите критериуми според кои ќе се нивелира санкционирањето на малите и средни предпријатија се вкупниот приход остварен во претходната фискална година, просечниот број на вработени на крајот на претходниот месец во однос на месецот во кој е сторен прекршокот и претходното поведение на сторителот. Учебната година сепак ќе започне од 1 септември. Владата донесе одлука. Иницијативата на хотелиерите за продолжување на летниот распуст за 15 дена не се прифаќа. Го разбираме барањето и иницијативата на дел од туристичките работници. Меѓутоа, секогаш се водиме од најдобриот интерес за учениците, изјави заменик министерот за образование Спиро Ристовски.
Иницијативата на хотелиерите за продолжување на летниот распуст за 15 дена не е одобрена. Владата го разгледа барањето на хотелиерите кои инициираа поради слаби резултати од туристичката сезона во мај-јуни учебната година да започне на 15 септември. Заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски соопшти дека се консултирал со стручни лица од воспитно-образовниот процес и професори од педагошките факултети. Одлуката е дека учебната година, како и досега, започнува на 1 септември. Во овој момент е предоцна на безмалце 30 на дена до почеток на новата учебна година да се прават било какви корекции. Ние го разбираме барањето и иницијативата на дел од туристичките работници, меѓутоа јас и во претходните денови кажав дека се водиме секогаш од најдобриот интерес на учениците и тоа ќе ни биде приоритет во евентуалната корекција. Така да во оваа прилика би сакал да информирам и за пошироката јавност дека учебната година, како и секогаш досега, ќе си започне на 1 септември. Така да апелирам до учениците и нивните семејства да си ги реализираат своите подготовки согласно планот и од 1 септември ќе почне редовната наставна година. Министерството за образование и наука заедно со Министерството за економија по задолжување на владата во наредниот период ќе вршат анализа за ефектите од евентуална промена во начинот на организација на учебната година. Денес во Штип се асфалтираат улици во населбите Железничка и Леваци. Од денес почнува замената на дотраената водоводна мрежа на улица Никола Карев во Штипско Ново село. Продолжува обновата на штипските улици. Општина Штип и јавното предпријатие ИСАР продолжуваат со планираните активности за средување на инфраструктурата во повеќе населби во градот. Денес нов асфалт добија долна железничка во близина на силосот за добиточна храна и крак од улицата Маршал Тито во близина на детската градинка Вера Циривири Трена покрај Отиња. Во долна железничка асфалтирањето започна откако претходно ИСАР ги изврши неопходните интервенции во водоводната и канализационата мрежа. Вкупната должина на улиците во долна железничка се 1100 метри, а вкупната инвестиција е околу 4 милиона денари. Реализацијата е на Коле Транс Инженеринг од Штип. Додека кракот на улицата Маршал Тито се покриваше со асфалт, откако претходно беше извршено нивелирање на длабнатините. Вкупно имаме за асфалтирање околу 4000 метри квадратни, тоа е вкупно околу 300 метри и практично со овие 300 метри можеме слободно да кажеме дека целата улица Маршал Тито ќе биде завршена, која е во должина од неколку километри. Освен асфалтирање, денес се вршеше и реконструкција на водоводната мрежа на улицата Никола Карев во Ново село. Ова е согласно барањата на граѓаните на улица Никола Карев, упатена до градоначалникот. Градоначалникот веднаш ни даде налог и започнавме со работа овде во Ново село на улица Никола Карев. Ќе сменеме 200 метра водоводна линија со приклучоци, главна линија и со приклучоци. Овде имавме чести дефекти, имено секоја недела вршивме интервенција и ставање на спојки огрлици за спојување на цревото, така да многу повеќе е инвестирано во самите дефекти, отколку да сменеме целата линија. Ќе се елиминира проблемот на честите дефекти, па најточно е тоа дека може би по 2 пати сме доаѓале последниот месец дена за поправка на дефекти. Инаку во тек е тампонирањето на улиците во село Чардаклија, каде што по празникот ќе започне асфалтирањето на повеќе улички во вкупна должина од над 1000 метри. Општина Македонска Каменица добива нова улица. Со средства од буџетот на општината ќе се поврзуваат улиците Маршал Тито и Кејска. Градежните активности треба да завршат до 28 август, празникот на градот. Општина Македонска Каменица го подобрува изгледот на градот. Во тек е проект за поврзување на улиците Маршал Тито и Кејска. Овде после извршената експроприација и после подготвената целосна проектна документација, уривањето на старите објекти кои што беа во овој дел на општината. Еве денес гледаме дека се течат градежните активности за изградба на таа улица. Ќе биде од широчина од 5,5 метра со изградба на тротоари и со осветлување. Поврзувањето на овие две улици се реализира со средства од буџетот на општина Македонска Каменица. Со ова јавна набавка имаме договори за изградба на подпорен зид и поврзување на улицата Гоце Делчев со улицата Илинденска.
Се надеваме дека градежната компанија која што го има добиено оваа набавка навремено ќе ги заврши работите. Тоа е компанијата Хит Градба од општина Македонска Каменица. Средствата се обезбедени од буџетот на општината. Инаку целосното асфалтно поврзување на улиците Маршал Тито и Кејск, градоначалникот на општина Македонска Каменица Дарко Митевски очекува да се случи најдоцна до 28 август, денот на градот. Во тек е кровната реконструкција во Општинското средно училиште Ацо Русовски во Берово. Инвестицијата е вредна 1.900.000 денари, а средствата се обезбедени од училиштето и локалната самоуправа. Општинското средно училиште Ацо Русковски од Берово засилено се подготвува за новата учебна година. Во училиште во тек е реконструкцијата на кровниот покривач на училишната зграда, проект со кој ќе бидат заменети постоечките салонитни керамиди, како и хоризонталните и вертикалните олуци кои што се во доста лоша состојба. Вршиме реконструкција на кровниот покривач на Општинското средно училиште Ацо Русковски во Берово. Вкупната инвестиција е околу 1.900.000 денари. Средствата се обезбедени преку домаќинско работење од страна на училиштето со помош на локалната самоуправа. Значи ќе бидат заменети старите постоечки керамиди кои се од азбест, ќе бидат заменети со лим, ќе се стави дополнителна термоизолација од тервол и ќе биде саниран и холот со дополнителна сендвич изолација. Инаку директорот на училиштето Гоце Джалевски очекува градежните активности за реконструкција на кровната конструкција на Општинското средно училиште Ацо Русковски во Берово да заврши пред почетокот на учебната година. Во Виничко градец на Илинден за прв пат ќе се чуе звукот од камбаната. Со средства од иселениците, овој нов центар на православието организира голема слава посветена на Свети пророк Илија. Жителите на некогашното турско село Градец конечно за Илинден ќе го чујат звукот од камбаната. Денес вработените во комуналното предпријатие Солидарност го поставија новото звоно донација од иселениците во Швајцарија. Вработените во Швајцарство во Швајцарија собра средства и ги поклонија на црквата, а ние средствата ги испративме во Италија и италијанците со метак трансија транспортираа камбанаријата. Планираме за празникот да се постави, бидејќи уште не е изградена камбанаријата, али очекуваме за празникот да се постави за да удриме за празникот, бидејќи на овој ден лани почнавме темелите, а сега ќе ја поставиме камбаната во рок од една година и да го чуе звукот на камбаната селото. Јас пред се ќе ги поздравам и ќе го честитам предстојниот празник Илинден на моите сограѓани во село Градец. И донациите, па колку толку од иселениците во странство, еве донира една камбана, звоното, во изградба. Ќе ги поздравам и ќе ги посакам добро здравје и ако можат уште нешто да помогнат, пошто сме во фаза на изградба. Па нема да требат уште многу средства, ама од прилика 90% е завршено, околу сликањето, фреските. Црквата која се градеше цели 14 години уште во старт со своето хортикултурно уредување има одлични предиспозиции постепено да прерасне во нов центар на православието од истокот. Веќе 4-та година на Илинден ги собира верниците од Виничко со служба и свечен црковен ручек. На тој празник се служи утрена со литургиска богослужба од страна на парохискиот свештеник Маријан Вучковски и со помош од виничките свештеници. Так. После тоа креваме славски колач, светиме вода и во 1 часот се дели црковен ручек за здравје. Од осветувањето 2011 за 4 години фреско живописот е речиси завршен. Останува изградбата на салата за крштевки, но летниот период веќе се закажани и неколку свадби. Инаку селото Градец до почетокот на 60-тите години од 20-тиот век живеело исклучиво турско население, а првото православно македонче е родено 1957 година. Тука се уште има здрави остатоци од 3 џамии, а првата православна црква е токму ова посветена на Свети пророк Илија. Општина Коченик ја спроведе втората фаза од праскањето против комарците. Вечерва и утре вечер ќе се прска од земја на површина предвидена со акциониот план на општината.
Заради превентивна систематска дезинсекција на подрачјето на општина Кочани на 30 и 31 јули навечер, четврток и петок, стручни екипи ќе ја спроведат втората фаза од терористичкото прскање против комарци. Прскањето ќе се врши од земја со апаратура за ултравиолетово ладно запрашување. Согласно со програмата за дезинсекција и дератизација на општина Кочани, во општина Кочани се извршени повеќе кратни запрашувања на комарци, односно дезинсекција. Согласно со таа програма предвидени се 4 прскања на локално ниво, односно со возила, и 2 прскања со авион. Во оваа фаза сега се извршени 2 прскања со авион и 1 на локално ниво. Средствата кои се користени одобрени од страна на Министерство за здравство и контролирани од страна на локалните ветеринарни служби. Последното прскање се изврши комбинирано, односно комбинирање на средства од Министерство за здравство и од локална самоуправа, бидејќи имавме поплавени подрачја и поради тоа наместо 1360 хектари се прскаат 2000 хектари. Значи во овие средства влегува, се изврши прскање и на целата котлина, одредени локации како што се Чешиново, Облишево, Прибачево, Горни Подлук, Чифлик, Уларци и Кучино. Тоа се локации каде што имавме излевање на реката Брегалници, поради тоа со финансирање од страна на Министерството и со финансирање од регуларната програма на локална самоуправа се изврши прскање запрашување на 2000 хектари површина, каде што имаме поголема бројка на комарци. Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени зелените површини во градското подрачје, периферијата на градот и низинските села. Пчеларите треба да ги преземат потребните мерки за заштита на пчелите. Доколку временските услови се неповолни, третирањето ќе се одложи за следниот ден. Жештините тешко ја поднесуваат и луѓето и животните, а влијаат и врз родот на полињата. Земјоделците на пазарот во Кучани велат дека сушата е најголемиот проблем. Варнежите можат само да ги намалат штетите од овие високи температури. Голема понуда на градинарски и земјоделски култури имаше денес на пазарот во Кучани, но производите со краток рок на употреба, како што се праските и доматите, не можат да ги поднесат високите температури, па земјоделците претрпуваат големи штети. Се случува дел од производите да завршат и во контејнерите. Земјоделците свесни за влијанието на топлото време врз градинарско-земјоделските производи истакнуваат. Топлото време е од една страна пријатно, ама без наводнување на зеленчуко не може да успее производството. Основно е водата. Водата е исхраната, заштита на растението, тие се најосновните елементи за да успее производството. Без наводнување нема да успее производството. Тоа е основното. Водата е основниот елемент. После исхрана, заштита на производството. Без тоа не било нешто. Само ако ни помогне Господ да заврне дожд, иначе махни ром. Джабе што вадимо тоа. Треба и да може да ни помогне. Имаме доволно вода, ама се е отворено, хладачи нямам. Надвии на дрвца температурата и на се. Само да се смена температурата. Спаси за нас, иначе махни. Ако не смена температурата, джабе што сеем и на страдишти и се. Дождот кој е најавен дури за средината на август, да се надеваме дека ќе ги спаси земјоделците и ќе им ги ублажи годинешните штети. Истражувачите се речиси сигурни дека делот од авион што вчера беше пронајден во Индискиот океан е крило од модел на Boeing 777, каков што беше авионот на Malaysia Airlines кој исчезна на 8 март минатата година, а во кој имаше 239 патници и членови на екипажот. Земјотрес со интензитет од 5,3 степени според Рихтеровата скала го потресе утринава брегот на австралиската држава Квинсленд. Ова е најсилниот земјотрес во изминатите 80 години кој ја погодил оваа држава. Епицентарот на потресот се наоѓал на копно на 100 км од островот Фрейзер во Коралното море, на длабочина од 30 км под површината на земјата. Организаторот на бомбашките напади во Мумбај во 1993 година, Јакуб Мемон, беше обесен откако индискиот претседател не го одложи извршувањето на пресудата. Мемон беше обесен во затвор заради улогата во најкрвавиот терористички напад во историјата на Индија. Тој беше обвинет дека ги финансирал бомбашките напади и судот во Мумбај го осуди на смрт во 2007 година.
Стотина мигранти кои сакаат да влезат во Велика Британија веќе трет ден се собираат во францускиот град Калеу, пред оградата на товарниот терминал Евротунел, кој ги поврзува Франција и Велика Британија. На овој терминал синоќа биле испратени уште 120 француски полицајци. Маскирани напаѓачи обезглавија 8 членови на семејство во Мексико. Семејството било киднапирано во северниот дел од Мексико. Од трагичната смрт на ова несреќно семејство успеал да се спаси 9-тиот член, кој успеал да побегне и ја известил полицијата. Громорозното убиство се случило во област каде наркокартели одгледуваат марихуана. Македонската репрезентација за кошаркари до 18 години доживеа уште еден пораз на Европското првенство Б, дивизија што се одржува во Австрија. Во второто коло од групата Ј нашите јуниорки се поразени од селекцијата на Словачка со резултат 69-79. Тоа е шести пораз за избраниците на селекторот Саша Димитриевик на овој шампионат. Лошо одиграната втора четвртина беше клучна за новиот пораз на младите македонски кошаркари. Тие добро го отворија мечот, има и предност по стартните 10 минути, но во вториот период примеа дури 29 поени, а постигнаа само 12. По денешниот пораз јуниорската селекција на Македонија во продолжението на шампионатот ќе разигрува за пласман од 20-тото до 24-то место. За конечниот пласман во групата Ј одлучува средбата Ирска-Шкотска. Доколку црвено-жолтите бидат на третата позиција во групата, в сабота ќе играат против селекцијата на Луксембург. Дневникот заврши. За повеќе информации следете на нашата веб страна и на социјалните мрежи. Ви посакувам пријатна вечер.